сега со нас во студиото е нашиот колега Дејан Андоновиќ, секако со коментар за настаните во регионот и светот. Дејан, добар ден. Добар ден. Денеска повторно ќе зборуваме за најновите настани од регионот. Малку ни е бурно во соседството во последниве 2 седмици. И мораме да му дадеме малку акцент, бидејќи ни е многу близко. Сега можеме ние да зборуваме и за други настани во светот, но не е толку безопасна и тивка со состојбата за да... Ми се чини дека Косово е светски настан. Поради тоа што една граница не дели само. Да, но и светски настан го третираат сите светски релевантни медиуми, што покажува само дека некако овој дел од светот се враќа повторно на светските тикери. А тоа не е убаво. Тоа не е добро. Балканот е сега во некое исчекување до тој фамозен 15 декември, 14 поправилно. Може би каква што беше состојбата во оној период пред да го подпишеме договорот со Грција, тие тензични телефонски разговори. Тука имаме малце звецкање со оружје. Не можеме да ги споредиме. Дипломатската војна на зборови е секако непријатна и ја дига тензијата, но тука веќе имаме во игра е ставена, да кажам, не е ставено 100% армиите, но звецкање на оружје постои. Почнуваат представниците на двете завојувани страни, условно речено, дипломатски, да не ги исклучуваат опциите дека може да дојде некој вооружен судир. Не само што не ги исклучуваат, туку и ги најавија практично, поправиме ако грешам. Српската страна рече дека доколку на 14 се оформи војската во Косово, на 15 дека е веќе можно. Пораката доаѓа токму не од Вучич, кој ги знаеме неговите изјави, или од Дачич, кои имаат изјави не секогаш ова миротворни, туку малку и со закана. Дојде баш од премиерот на Србија Ана Брнабич, која лично не сметам дека е умерен политичар, која вчера изрази стравување и надеж дека се надева дека нема Србија да мора да ја употреби својата војска доколку дојде до евентуално формирање на таа косовска армија и доколку дојде до некакво етничко чистење или геноцид на србите кои живеат на северот на Косово. Да се надеваме дека нема да зависи тоа? Дали Србија директно ќе одговори на 14 доколку биде формирана косовската армија или пак се уште размислува на тоа каков ќе биде одговорот? Покрај тоа што премиерката дала дека се надева дека нема да дојде до тоа. Јас лично не верувам и не само јас верувам дека Србија е сама свесна дека евентуална војна интервенција на Косово нема да доведе никаде и нема ни да ја биде дозволено. И Србија не верувам дека размислува, но мора да има план Б и секогаш кога има овакви воредни состојби, сите држави ги стават своите армии и полиции во борбена готовност. Но факт е дека формално правно со евентуалното формирање на косовската армија се отвара простор да влезат и други армии. Јас пак ќе потсетам, кршење на резолуцијата 1244 на Советот за безбедност, со што тогашната југословенска армија го напушти косовската територија. Значи, предвидуваше дека единствена војна сила може да биде КФОР. Автоматски, ако се појави уште една војна сила, не се исклучува онда отворен простор да влезе некоја трета војна сила. Тоа е известно дека големите сили би се прекршувале копијата помеѓу големи. Меѓународниот фактор, било каква војна интервенција или било каков конфликт, бидејќи знаеме дека нивниот обид сега е да направи еден стабилен период и сите нивни постапки одат во тоа да го стабилизираат Балканот. Јас ќе дадам оце смела оценка дека можеби оваа состојба е како резултат на немањето заедничка политика на меѓународниот фактор околу Косово. Ќе потсетам, Европската унија има еден аршин, Соединетите американски држави имаат друг аршин. Денеска бевме сведоци на некои светски анализи каде што велат на Косово нема судир помеѓу Срби и албанци, туку има судир помеѓу американскиот претседател Доналд Трамп и така наречената длабока држава на Соединетите американски држави. Сакам да кажам дека и светските аналитичари кои веројатно и подобро ги следат состојбите од нас, почнуваат да се сомневаат дека решение за Косово меѓународната заедница се уште нема востановено. Да, меѓународно признаена независна држава, но во одредени услови. Таа не може да биде еднаква држава како другите држави од регионот сега за сега. Можеме ли да зборуваме за стабилност? Можно ли е да се стабилизира регионот додека не се стабилизира оваа нова држава на Балканот? Јас мислам дека регионот може да се стабилизира. Ние на Косово конкретно ја имаме КФОР. Но КФОР сега за сега е воздржан во своите, се уште немаме, значи официјално што ќе направи КФОР на 14-ти,
декември, дали нешто ќе преземе или не. Од друга страна, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, под чија капа и кфор, денеска ја повика Приштина да го одложи формирањето на косовската армија. Косовскиот премиер Харадинај го отфрли тоа барање. Столтенберг и рече дека формирањето на косовска армија е внатрешно прашање на државата Косово. И токму тука сега чекаме да видиме каков ќе биде понатаму дипломатскиот... Дали расте поддршката во Косово и од опозицијата? Како се одвива од ден? Еднакви се според она што го видовме вчера и денеска во собранието на Косово, кое најави дека на 14 ќе го стави на дневен ред формирањето на косовската армија, и претениците од опозицијата и они од власта се едногласни дека Косово треба да има своја армија. Практично сегашниот Косовски заштитен корпус би требало да прерасне во Косовска армија, која, како што рече Рамош Харадинај вчера, не е за внатрешна употреба, туку наводно за потребите на мисиите на НАТО во Авганистан. За НАТО аспирациите на... Мораме да потсетиме дека НАТО не може така да зема армија. Армија на една членка може да земе или на земја аспирант членка, како што нашите сили учествуваат во мисиите во Авганистан и во Ирак. Но најверојатно Косово го трасира патот кон... Па Косово го трасира, но за сега нема некоја меѓународна поддршка, односно ја го повикуваат да го одложи тоа формирање на косовска армија, но тоа е некако меко сега за сега. Косово, само сакам да потсетам дека Србија се обидува проблемот од Европска унија да го префрли во Обединетите нации, каде што во Советот за безбедност со помош на Кина и Русија ќе се обиде да ја блокира таа заложба на Приштина. Накратко да избегаме малку од балканската тема, се заоструваат односите помеѓу Русија и Украина. Каква е таму состојбата, дали е можна нова ескалација? Па таму тензиите растат од ден на ден, исто како и овдека, значи помеѓу Киев и Москва, оно што е со поголеми размери. Која може да предизвика огромни размери. Ние можеме нешто локално, но тоа може да биде огромен размер доколку дојде до евентуален конфликт. Она што е последно е денеска по барање на украинскиот председател Петро Порошенко, Врховната Украинска рада, тоа е нивното собрание, го прекина големиот договор со Русија, кој беше направен 90-тите години меѓу тогашниот председател Јелцин и украинскиот председател Леонид Кучма за добрососедство и соработка, што на некој начин се отвара во ова лошо време дека тие две држави веќе немаат обзир една кон друга и дека може да дојдат до некој поголем вооружен конфликт. Така, Дејан, ти благодарам и за денешната анализа во Студио 1.